Патувањето со миленик може да биде убаво искуство, но без соодветна подготовка може да прерасне во стрес и за сопствениците и за животните. Ветеринарите апелираат, првиот чекор секогаш е консултација со стручно лице. Во некоја итна и ситуација, во било која ситуација треба прво да се консултира со матичниот ветеринар. Значи да постапат по неговите препораки. Сега, да кажеме, кај хронично болните нормално дека ќе се ги носат лекарствата кои што треба секојдневно да ги примаат. Најчестите здравствени проблеми кај милениците при патување се поврзани со дигестивниот систем, па затоа е важно сопствениците да бидат подготвени. Во некои коитни ситуации, да кажеме, во главном се случуваат при патување гастроинтестинални проблеми. Значи би требало да се има некој си антиеметик, но све тоа зависи и од самото животно. Некои се попитоми и полесно се приемчиви и полесно се аплицираат перорално овие лекарства. Но сепак сето тоа би требало да биде во консултација со ветеринарот. Покрај здравствената подготовка, задолжителен е и пасошот за миленици, документ без кој не може да се премине граница. Пасошот за домашни миленици во суштина е здравствен картон во кој што се внесуваат вакцините кои што во текот на животот животното ги прима. Значи и врз основа на овој пасош сопствениците и животните се внесуваат во системот за идентификација и регистрација. Податоците, значи во истиов имаме податоци за сопственикот и податоци за самото животно, значи бројот на микрочип, кога е аплициран, местото каде е аплицирано, податоци за самото животно, дали се работи за машко, женско, вид на животното и личните податоци. Има и карактеристики за истото. За патување во странство, миленикот мора да ги исполни и основните законски услови. За да може да патува надвор и свако треба да наполни возраст минимум 4 месеци, како што би можело да ја прими и да биде валидна таа вакцина против бестимот. Значи секако мора да има мора да биде обележано со микрочип, треба да има пасош внесено во системот и издата вакцина против бестимо треба да се внесе, значи датумот кога е имунизирана во самиот пасош и во системот за идентификација и регистрација. Значи најрано кај што може да замине е 21 ден после вакцинацијата против бестимо. Сепак, правилата не се исти во сите држави, па потребна е дополнителна внимателност. Кога се заминуваат надвор од државата, поготово во земјите членки на Европската унија, треба да се изготви сертификат од овластен инспектор, ветеринарен инспектор. Значи, важно е да покрај вакцината за бестимо треба да има и 24 часа пред патување минимум да има да биде прочистено од внатрешни паразити. Редовната заштита од паразити и навремената подготовка се основа за безбедно патување. Само така, одморот со миленикот може да помине без проблеми и да остане убав спомен.